Повеќе од 2 века затворски казни за настаните од 27 април во собранието на Македонија за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Сите 16 осудени до правосилноста на пресудата ќе бидат во притвор. Уште од самиот старт на судскиот процес и во јавноста и кај експертите се поставуваше прашањето дали ваквата класификација на делото може би е престрога и неоснована. За поранешниот прв човек на БЈБ Митко Чавков, за кого судечкиот совет начело со судиката Добрила Кацарска пресуди највисоки 18 години, нарачката од власта била реализирана. Нарачката на мафијата која владее во Република Македонија е реализирана. Монструозно обвинение неосновано, драконска казна. За јавното обвинителство правдата е задоволена. Сега веќе осудените во овој случај пак велат дека нема ниту П од правда. Се поставува прашањето што понатаму. Адвокатот на Чавков Сашко Дуковски за Алфа вели дека оваа одлука на Кацарска нема да ги помине ниту повисоките судови во Македонија, а доколку не дојде до смена на пресудата и на апелација и врховен, правдата ќе ја бараат во Страсбур. Ова што е направено со оваа пресуда, прилично сум сигурен дека не може да го помине тестот на Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Значи не може да го помине тестот од толку работи што правни работи, да ако сега почнам да ви ги наведувам, сигурно денеска сме петок навечер, до недела ќе ви ги наведувам. Митко Чавков не побара амнестија од судот, која му се нудеше со законот кој се изгласа во собранието, а според Дуковски, истата требала да добијат сите, бидејќи во модерните демократи селективна амнестија не постои. Дали негде во светот, со голема почит кон демократската држава во Африка наречена Бурунди, јас сметам дека ни во Бурунди нема селективна амнестија. Значи, не можете некој да биде еднаков, а некој да биде поеднаков од еднаквите. Спротивно од праксите, Чавков беше притворен пред изрекување на пресудата поради службена белешка од полициски службеник, кој од некаде слушнал дека поранешниот министер за внатрешни работи имал намера да бега во вила на Халкидики, која била во негова сопственост. Чавков најави тужба за според него фингирана белешка. Вилата на Халкидики, ако ја најдете да постои, ја поклонувам на истражувачките новинари, најавувам тужба за фингираната службена белешка. Сите осудени имаат право на жалба до повисоките судови, а каква ќе биде одлуката таму, останува да видиме во иднина. Колку би траел овој процес, исто така е неизвестно. Правници за Алфа коментираат дека постапката може да тече брзо, но и да се долговлекува. Јане Ченто порача дека историјата ќе ги ослободи. Само оперскиот пејач Дурловски, еден од водачите на протестите за заедничка Македонија, доби ослободителна пресуда.